Светот, Европа, Балканот, но за жал енергетската криза не ја одмина и стаса и во Македонија. Се почна есента 2021, а владата официјално ја прогласи на 9 ноември истата година. Она што беше клучно е што во земјава производството на струја драстично се намали. Се купуваше скапа струја, па дури и во одредени денови беше запрено домашното производство поради дефекти во рек Битола кој кубури со опрема. Стопанството се соочи со силен удар, зашто кризата, како што велат бизнисмените, си го направила своето. Таа повлече поскапување на се, а капак беа и поскапите сметки за струја. И покрај смирувачките тонови од власта, од бизнис секторот вела дека сепак сиот товар ќе падне врз грбот на народот. Според првиот човек на најголемата стопанска комора во земјава, Бранко Азески, не чека тешка зима со драстично повисоки сметки на секое поле. Човек треба да е слеп да не ги гледа состојбите реално и ако ние секогаш практикуваме да држиме до оптимизмот, пошто прашавте нели од каде ќе се најдат тие средства. Тоа знам сигурно да ви одговорам. Од нас ќе земат пари. Друг не создава никој. Тоа е фиксно прашање. Ова е фиксен одговор. Ваквиот став го делат и енергетските експерти. Според професорот Константин Димитров, државата работи неразумно и злонамерно сака да ни наштети на граѓаните со поскапите сметки за струја, кои според него силно удираат врз джебот на народот. Долговите што ги прави државата за да покрие својата неспособност, ние пак ќе ги платиме. Вие, ние, сите заедно. Нема владата, нема МЕПСО, нема ЕСМ, они си имаат високи плати, имаат отворено карт бланш да вработуваат нови луѓе, си прават други нови договори. А цената на електричната енергија е јасно дека е повеќе кратно повисока на светската берза, отколку што се продава кај нас, или отколку што ја продава електростопанство на Македонија на Евана. Државата ги притиска да биде ниска цена, производната цена е знатно повисока, а уште повеќе се зголемува заради увозен јаглен, а да не зборуваме дека произведува само дел, а ќе има обврска да го купи останатиот. Димитров веќе предупреди од заткулисни игри и пазари, кои многу лесно ќе ја направат зимата да биде најскапа досега. Вели дека тотално несериозно е да се купува скапа струја, а да не може да се произведува од домашните капацитети. Пристапот кон сериозните проблеми е аматерски, некој ќе рече со добра волја, ама кога немаш знаење, тоа води кон пекол. Така рекле и така е. И ние сме моментално вовлечени во жива кал на една енергетска проблематика која што не е правилно раководена, организирана, која што ќе има неверојатно сериозни последици по стопанството и стандардот на граѓаните. Бизнис секторот вели она на што треба да се посвети земјава по завршување на кризата се мерки кои ќе бидат насочени кон изградба на нови капацитети, кои ќе остваруваат поголем профит за сите. За справување со последиците од кризата, наместо досегашните 65 милиони евра, обезбедени се дополнителни пари во буџетот за 2022, но министерот за финансии не открива од каде. Во буџетот за 2022 година има уште 10 милиони евра за докапитализација на ЕСМ. Тука се и тие 15 милиони што ќе одат, значи ЕСМ за ангажирање, односно за активирање на ТЕЦ Неготино, и тоа веќе се случува, тоа функционира, произведува. Според Стопанската комора, критични се првите 3 месеци од 2022, но се надеваат дека владата ќе остане на најавите да насочи дел од производствената струја во ТЕЦ Неготино. Во овој момент знаеме дека најголем дел од компаниите заради прекинувањето на долгорочните договори кои ги имаа со трговците се префрлија на режимот на плаќање месец за месец, односно на динамична цена која е врзана со берзите. Стопанството вели дека треба да бидеме свесни дека во иднина одредени количини на јаглен ќе мора Македонија да ги увезува, но треба да се најде и начин да биде цената пониска. Сите овие турбуленции бизнисмените се надеваат дека ќе се надминат наскоро. За постепено излегување од глобалните притисоци, бизнисот смета дека е потребен раст од 5 до 7% 3 години поред. Во меѓувреме, освен цената на струјата, на светските берзи рекорди руши и цената на гасот. Предходно, среде најголема енергетска криза, имаше смена и во државната МЕПСО.
Орхан Муртезани седна на фотелјата на Куштрим Рамадани, кој јавно кажа за колку пари беше задолжена Македонија. Компанијата, заради кусоците на ЕСАМА и на првичните снабдувачи од регионалната мрежа, презеде струја во вредност од 18,5 милиони евра, пари од државата, односно од централниот буџет. Инаку енергетската криза се очекува да се ублажи дури кон средината на 2022 година.